Благодарам, подпредседателе. Почитувана директорке, по избивањето на овој скандал на онкологија во медиумите, кажавте и вие, излезе со изјава министерот Фатмир Меджити. Изјавата гласеше, ќе парафразирам, ги испративме ДСЗИ да утврдат што се случило на клиниката. Моето прашање, првото конкретно и јасно. Што се случувало на клиниката и како се дошло до овој грозоморен скандал? Второ прашање. Кога на претходната ваша колешка директорка ги читав дејностите, се сложи дека се тие, еве по членот 5 од измените Законот за изменување и дополнување на Законот за санитарна и здравствена инспекција, се вели во областа на здравствена заштита и здравствено осигурување, инспекторатот врши надзор, особено над остварување на правата на здравствена заштита, остварување на правата од здравствено осигурување, потоа точка 8 евиденциите во областа на здравството, 9 спроведувањето на прописите од областа на здравството, 10 општите акти на здравствените установи, особено организацијата и начинот на укажување на здравствената помош, медицинската помош, начинот на користење и удржување на медицинската опрема. Вашата претходничка кажа дека без представка, пријава не можела да знае околу опремата, каде да се побара, дали таа опрема е функционална, не е функционална, дали постои, не постои, дали се одржува, не се одржува како што треба. Па сега ќе се вратам на првото прашање, кога министерот Фатмир Меджити ви издал налог да направите вонредна контрола на клиниката за онкологија, скандалот веќе беше излезен во јавноста, познат беше извештајот од Државниот завод за ревизија. Во медиумите секојдневно читавме изјави на сведоци за тоа што се случувало на клиниката, и од вработени на клиниката, и од пациенти, и од семејствата на пациенти, за жал и на починати пациенти. Но од она што како извештај го слушнав во на колку што можев да запамтам од тоа што го кажувавте, како извештај што произлегло од овој налог на министерот Меджити, овде не слушнав ниту за што сте утврдиле за КАТО системот, кој не функционирал, ниту за акцелераторот, ниту дека не функционирал стручниот колегиум, па ни поради тоа дека, како што кажа и колегата Евтимов, дека е повредено правото на уставно право на секој граѓанин да добива адекватна здравствена заштита. Дали ги проверивте наводите дека мајката на организацијскиот директор без диагноза од канцер била на листата и добивала биолошка медицинска терапија? Дали проверивте мртви, починати пациенти, дали се наоѓаат на листата за биолошка медицинска терапија? И многу други работи кои се нотирани во извештајот на Државниот завод за ревизија, а кои се под директна ваша контрола, каде што се нотирани многу бројни злоупотреби на членот 8, на членот 110, на членот 112 од Законот за здравствена заштита, кое вие требало да го утврдите. Што со тие од тие шпекулации, инсинуации, извештаи официјални од Државниот завод за ревизија, што исконтролиравте и што установивте? Благодарам.